Почитувани гледачи, добро вечер во уште едно издание на отвореното студио во дебатата на телевизија Нова. Како што знаете, Македонија подолго време живее со две кризи. Една е политичката, што се заканува да биде економска и безбедностна, и втората е бегалската, да не ја заборавиме, која исто така на некој начин може да биде и безбедностна криза. За политичката речиси секој ден да говориме, анализираме, но чинам дека е неправедно ако ја заборавиме и оваа бегалската криза, особено последните настани во Идомени, покажуваат дека таа сериозно се заканува да биде и безбедностна, иако балканската рута официјално е затворена. Дозволете ми да ги представам моите вечерашни гости со кои ќе разговараме за оваа бегалска криза. Господјата Анастасија Илиевска, државен секретар во МВР. Добро вечер, господин Илиевска. Господинот Мохамад Ариф, представник на УНХЦР во Македонија. Добро вечер. И господинот Јасмин Реджепи од невладината организација Легис. И со нас е и тука господицата Љубинка Брашнарска од УНХЦР исто така, која ќе биде во функција на преведувач да ја олесни комуникацијата со господинот Ариф. Добро вечер, Љубинка. Иако таа беше нееднаш гостинка тука со полноправно учество за состојбите со бегалците во УНХЦР. Сега со незиниот шеф. Господја Илиевска, ќе почнам со вас како представник на државата и особено затоа што на некој начин последниве случувања за кои што знаеме, информиравме, веројатно има уште нешто што не знаеме, би сакале да знаеме од вас. Каква е состојбата на терен, особено на јужната граница, и како ја оценувате безбедносната ситуација во Македонија, мајќи ги предвид овие последни налети на бегалците, организирани или повеќе или помалку од некои невладини организации во Грција? Една информација изворно од вас, како стојат работите, за да знаеме да бидеме мирни, не и така, што да очекуваме. Да. Драго ми е што имаме можност во ваков состав денес да ја третираме оваа тема. Секако, јас како представник од Министерството за внатрешни работи од аспект на безбедноста, останатите гости секој од својот домен на... Безбедноста на бегалците. Да. Она што го поставивте како прашање последните денови безбедноста на Република Македонија и аспектот на цела оваа криза, наназад се провлекува месеци. Но веќе она што во моментов се случува ради големиот број на лица кои што се концентрирани на многу мала територија во квадратни километри, го носи теретот на небезбедност, теретот на... Говорите за Идомени, така? Да, зборувам за Идомени. Она што е во континуитет притисок на нашата јужна граница е наназад сите месеци, но се додека имаше проток, движењето беше лесно, многу брзо бројките се качува, значи имаме некаде од кај јуни месец 500.000, тој број се качуваше од ден на ден се повеќе и повеќе. Во текот на есенските месеци имавме некаде 8-9 знаеме и за денови кога сме имале повеќе од 10.000 лица, кои што во рок од 24 часа транзитирани низ Република Македонија. Нема да се враќам многу наназад, сме разговарале, сме ја третирале оваа тема, можеби месеците наназад и не толку доволно, но она што пред некој ден се случи на 10 април е нешто кое што денес се повтори. Денес? Да. Не во толкав обем, значи немавме 350 лица кои што со трчајки се движеа кон границата на Република Македонија, беа во помал број, некаде околу 200. За нив немаше други луѓе, за нив немаше други луѓе кои што беа во илјадници, но сепак овој притисок во континуитет понатаму ќе продолжи. Иако некни имавме 23 повредени полицајци од каменување, денес имаме оштетени 5 возила на Министерството за внатрешни работи и едно лице припадник на специјалните единици повредено, за среќа со полесни повреди. Што се случи, тие повторно се движеа кон оградата? Да, повторно организирано се движат. Организирано, Да, од кампот на Идомени. И се додека во кампот на Идомени има голема концентрација на лица, каде што условите се многу лоши, како за храна, вода, здравствени услови и основни човекови потреби, тие ќе бидат мотивирани да се движат кон Република Македонија, поточно
кон земјите кои што се нивна крајна дестинација, единствениот пат кој што е најлесен за движење, најбезбеден, но и најевтин е оваа рута која што во 2015 и почетокот на 2016 мигрантите и бегалците ја користеа. Денеска имаше и гости на таа граница, Да. од државите кои на беа Република дел Македонија, поточно од на балканската председателот рута. Ѓорѓе Иванов му беа гости, председателката на Република Хрватска Колинда Грабар-Китаровиќ и председателот на Република Словенија. Со нивното доаѓање тие укажаа огромна благодарност, како што и самите рекоа во нивните изјави. Првата точка на влез на Европа, поточно портата на Европа, нивните полициски сили веќе месеци наназад се дел од безбедносните сили на Македонија. Да. Покрај српските полициски сили имаме полициски сили од Хрватска, Словенија, Унгарија, Чешка, Словачка, Полска и Австрија. Тие полициски сили се распоредени и учествуваат во сите задачи во кои што учествуваат нашите безбедносни структури. И некни која беа проблемите исто така тие помагаа? Да. Ќе кажам дека тие не чувствуваат дека се на туѓа граница. Тие македонската граница ја чувствуваат како своја. И еве едно нешто кое што само ќе ви покаже колку тие го чувствуваат нештото како свое, е дека сите полициски сили од странските земји кои што не биле во тој момент на смена, кога дознале за инцидентот, сите се упатиле кон граничен камен 59. Нивната поддршка, поточно сите трошоци за нивното сместување, до сега беше во режија на Република Македонија, поточно во режија на Министерството за внатрешни работи, но сакам да искажам благодарност кон Европска Унија, поради тоа што од 1 март со еден нивни многу брз проект, поточно мерки, кои што ги најави и комесарот Хан. Тоа се 9 милиони евра, плюс уште 1 милион, значи 10 милиони евра, кои што ќе бидат наменети за сместување на странските полициски сили, за храна, за гориво. Секако во тие мерки има и одредена опрема која што е конкретно за Министерството за внатрешни работи. Таа опрема е за наменета за граничната полиција. И во тој пакет исто така има и обуки на полициските сили кои што се на јужната и на северната граница во смисла на криумчарење мигранти и трговија со луѓе. Ќе поговориме на таа тема повеќе. Благодарам за овој прв дел генерални информации каква е состојбата на теренот. Господине Ариф, говоревме тука сега за безбедност, за состојбата на бегалците, говоревме за средства што ќе дојдат од Европската Унија, наменети за полицијата и безбедносните сили. Говоревме за безбедноста на државата. Но предпоставувам дека вие, господинот Реджепи, сте задолжени за безбедноста на бегалците. Како ја оценувате состојбата на бегалците во Македонија и во Идомени сте, разбира, не сте тие во Македонија, но се на некој начин дел од севкупнава криза на Балканот. Okay, thank you very much. I would like to first of all thank the TV Nova for giving us the opportunity to come in and present our position. And of course, one thing is very clear, as you said, that we, as UNHCR, are mandated to talk about the rights of refugees, the protection of refugees, the welfare of the refugees. Okay. But can we translate it? Прво би сакал да изразам благодарност до ТВ Нова за поканата, за да го изложиме нашиот став. И како што споменавте, точно е, ние како УНХЦР имаме мандат да зборуваме за правата и за безбедноста и заштитата на бегалците. But one thing which needs to be also clarified, as you said, our interest more towards refugees, but of course we work with the government. We are here on the request of the government and to provide support to the government
to meet the challenges or the crisis of refugees, and there we join hands. And with regards to what is happening now, I would say after the closure of border that was on 8th March, the flow has almost been stopped from the places from where they were entering before. Okay, стоп, little bit. Може да направиме договор малце пократки да бидат пасажите што ги преведуваме, за да и гледачите да имат можност да знаат веднаш што се случува. И да појасниме, да, секако нашиот примарен мандат е заштитата на бегалците, но ние сме сепак тука на барање на владата и да и помогнеме на владата да излезе во пресред на барањата на бегалците. Во однос на ситуацијата што имаме во земјава, од 8 март практично се запре приливот на нови бегалци во земјава. And the flow is continuing in a small number not from the place where the main entry was, but from illegal entries. There are some flows that are coming, and Anastasia from the Ministry of Interior would know this better than me. There are channels from where these people are entering, but those are small numbers, not like before. Okay. И главниот проток запре од местото каде што претходно доаѓа преку границата, но сепак има се уште мал проток преку нередовни премини и Анастасија од Министерството знае подобро за тие нередовни влезови. Сепак тоа е помал број лица кои што се уште минуваат. We in UNHCR we don't have much to do with the border closure. It is the responsibility of every country and every government to manage their borders the way they want. But our concern is, and for which we advocate with all the governments, not only here but also everywhere, that it should not be at the cost of any groups of people's human rights. Basic human rights should be respected when any country tries to manage their border in whatever way they want. But there should be no violations of human rights in the management of borders by any country. Во УНХЦР ние немаме врска со затворањето на границата и секако обврска на владата на секоја држава е да ја контролира својата граница. Тоа зашто ние се грижиме во УНХЦР е да се почитуваат човековите права на лицата при преминување на границата, односно секое контролирање на границите да не ги нарушува човековите права. Добро. Јас за малку ќе ве прекинам и пред да му давам збор на господинот Јасмин, имаме обврска до 9 сати една куса брейк за реклами и се враќаме веднаш во студиото. Моје име е Кенан Мандра и јас сум с помоќ липосукцијска исхрана успео да смршевим 10 килограма за само 10 дана. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И за 3 месеца откако престанав со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Работниот век го поминав како новинар, во младоста не одев грижа за здравјето, не користев терапија за холестерол, триглицериди и крвен притисок. Имав проблеми со срцето, преживеав неколку инфаркти, а влегов и во семејството на диабетичарите. Но од кога почнав редовно да употребувам капсула G132 плюс натурал, почувствував чудотворен ефект, ми се врати силата, концентрацијата, издржливоста при работа и пешачење и менталната кондиција. Јас успеав, следете ме. Само за проектот Купи куќа за млади, Ход и Ход ги намали цените на неверојатни 280 евра за метар квадратен, на принципот клуч на рака.
Дојдете во Ход и Ход за заеднички да го проектираме вашиот дом. Помагаме при аплицирањето во банка. Ход и Ход за проектот Купи куќа за млади. Нуди градежни парцели за изградба на куќи. Млади, купете куќа. Купете во Ход и Ход. Еве повторно во отвореното студио на ТВ Нова разговараме за бегалската криза. Мој гост е Настасија Илиевска, државен секретар во Министерството за внатрешни работи, господин Мохамед Ариф, представник на УНХЦР во Македонија, господин Јасмин Реджепи, представник на невладината организација Легис. Запрашме господинот Ариф пред да отидат рекламите, да ја завршите мислата, господин Ариф. Да прашаме за состојбата на бегалците и права. Yeah, just to make it very short to come to your question, the challenge that we have here now is after the closure of the border, there are around 1,100 people who are stuck, who are on the Macedonian soil, and these are in two areas, mostly in Tabanovici and Vinojug, a small number. Now, a challenge is how to deal with them, and how to provide them better services and better human conditions, so that they because they are staying in places which are built for a short term, for a few hours, and now they are for more than 6 weeks or maybe close to 2 months. They are on in those conditions which were actually meant for 6 hours. So this is. Всушност сега се соочуваме со еден предизвик по затворањето на границите. Во земјава остана околу 1100 лица. Поголемиот дел се во Табановце, мал дел од нив се во Винојуг. Предизвикот е како да им се понудат на овие лица подобри и похумани услови, бидејќи знаете дека тие центри беа изградени за еден кус престој од по неколку часа, а тие се веќе дури 2 месеца живеат во овие центри. Така се нарекуваат транзитни центри. And they're called transit centers. Exactly. Now, coming on the situation in Indomani. Indomani is, of course, a situation, what we see is a dire situation. The situation is not very good because there are about 11,000 people there, and the conditions are appalling. 10 пати повеќе од оние во Македонија. Exactly. This is only in one part of Greece. It's not in the whole. Greece is close to maybe 50,000, I think, more than 52, 53,000. Yeah. So 11,000 are in Indomani, and of course, this will be all the time. They will be trying to build pressure on the Macedonian border, and the situation there is not very good, and it's getting difficult for those 11,000 who are in difficult conditions living there. За Идомени, таму навистина состојбата е многу тешка. Таму има близу 11,000 лица и тоа е само на тој еден мал простор Идомени, додека на целата територија на Грција има над 50,000 лица. И нормално е, бидејќи навистина се многу тешки условите во Идомени, овие лица прават притисок на границата и навистина се тешки условите таму. Господин Реджепи, вашата функција е поблиска до УНХЦР или до МВР, која се однесува до бегалците? Се шегува на некој начин да вие им помагате за подобро сместување, подобри услови за живот на бегалците, но и вие се случувате се една ситуација дека не е иста сега. Значи, овие транзитни центри, низ нив не поминуваат дека бегалци, имаме поделеност. Таму има 1000 во Табановце, така и негдека стои нешто во Винојуг. Каде сте почесто присутни, како може да се избалансира овој број на некој начин да бидат соодветен на можностите и условите што ги нуди Македонија во двата кампа? Значи, имаме тимови и во Табановци и во Гевгелија. Јас лично патувам почесто во Гевгелија, а поредко во Табановце, заради одредени активности кои што ги имаме нели во Идомени доле. Тоа што се обидуваме да направиме да ги убедиме бегалците од Табановце, неколку стотици од нив да се префрлат во Гевгелија, бидејќи Гевгелија има повеќе капацитети и да се избалансира бројот и да може полесно да се работи со нив. Од една страна.
и да им биде покомодно на самите нив, да можеме тие услуги кои што им ги даваме да бидат не само на база на квантитет, туку и на квалитет. Односно сите наши кои што работат во персоналот кој што работи во камповите да може подобро да се посвети на нив и на нивните потреби. Тоа беше одговорот. Добро, инаку како е ценувате ситуацијата? Значи, кај нас е... Не мора само на моите прашања да одговарате, господин Реджепи. Имате право и своји коментари, да реплика може да даете. Значи, по што можеме да го забележиме одејќи долево и до мене, нашите кампови изгледат прекрасно. Значи, транзитните центри. Тоа што се случува таму е тотален хаос, многу е неорганизирано. Луѓето се во очајна ситуација, секој утро се будат со надеж дека ќе им дојде вест, се отворила границата и тука е можноста за лесна манипулација. Значи, еден збор ќе им дојде од било кој човек, утре се отвара границата и сите веднаш се разгоруваат. Магичниот збор. Да. Или ќе ве пуштат, или имаше такви гласини, значи вечерта, саботата ние бевме таму и ни велат утре ќе се отварала границата, викам не. Ама ќе рекоа дека македонската не, нема да се отвори. Ама кога ќе се отвори? Никогаш. А после тоа, зарем има после никогаш ќе се отвори, значи нема. Гледате да се снајдете, значи имате кампови во Грција кои што работат на релокација, значи се пријавите аплицирате за релокација, значи тие семејства, тие бегалци кои имаат семејства во Европа, се пријавуваат кај УНХЦР, кај грчката полиција и тие потоа средуваат документи и можности како тие да се соединат со нивните семејства во другиот дел од Европа. Бидејќи многу е битно да знаат самите бегалци во Идомени дека се наоѓаат на европска територија. Иако по условите во кои што живеат не им се верува, да. Во контекст на ова, јас што го спомна, значи тие само еден збор да слушнат, веќе кај нив се раѓа надеж, а не пак како видите флаери кои што или постери се лепени по центрите во Идомени, каде што јасно и гласно пишува напатствија дека границата е отворена и дека вие може да се движите низ Македонија до вашата крајна дестинација или сакана желба. Значи, сето она што се случуваше на 10 и се случуваше денеска, јас се надевам дека нема да биде, но мојата надеж искрено нема да се оствари. Значи, се до Великден, кога Грција вети дека ќе пренеси најголем дел од лицата кои што се сместени во северниот дел на Грција, во Идомени, дека ќе ги повлече кон Антина и кон островите, со цел да го амортизира тој дел од Грција, каде што е концентрирано најголемото сместување на мигрантите, ние ќе имаме проблеми на јужната граница, како Република Македонија. Проблеми од безбедносен карактер, каде што Министерството за внатрешни работи има ангажирано огромен број на полициски сили и на опрема, а исто така и Министерството за одбрана. Останатите министерства, како Министерството за труд и социјална политика и Министерството за здравство, со бројот на лицата кои што се на територија на Република Македонија, околу 900 на Табановци, околу 100 и нешто во Гевгелија, самата таа бројка и хуманитарниот и здравствениот аспект го може да се контролира. Но она кое што ни доаѓа како организирани со конкретни напатствија, како да се движат и како да се групираат и на кои места да делуваат мигрантите на границата на Република Македонија, е нешто со кое што ние во моментов се соочуваме како Министерство за внатрешни работи и тој притисок продолжува. Тие мигранти, само уште ова сакам да го потенцирам, и криумчарите, не се само, нивното внимание не е само на Камен 59 и на преминот Богородица. Да, веќе имаме и притисок на останати точки на јужната граница. Но она што е добро е присуството на странските полициски сили на нашата граница и се надевам дека во идниот период
представниците од Фронтекс ќе се распоредат во доволен број на грчката територија. Познато е и лаиците знаат дека границата се чува од двете страни. Така, тоа е нормално секаде. И кога не беше бегланската криза, треба двете држави, согласно меѓународни договори, стандарди, да чуваат. Јас исто така често пати одев во Гевгелија, ги гледам состојбите. Од време на време има таму полиција грчка, но често пати ја нема. Се чини како за викендите да исчезнува, и особено кога има големи проблеми како што беше пред некој ден. Но исто така знам дека еден дел од Фронтекс е од таа страна, исто како кај нас што има од поедини земји кои не се викаат Фронтекс, нели? Се сеќавам дека кога преговарат пред известна година со државите дека Грција одбиваше да има Фронтекс на северната граница. Дали е заради овие ситуации, тие знаева дека ќе сакаат да остават границата отворена на моменти, за да го решат проблемот кој што очигледно не може да го решат. Но каде се странците од таа страна? Ако не грците? Да. Фронтекс се грижи за обезбедување на надворешните граници на земјите членки на Европска Унија и само по барање на земја членка на Европска Унија Фронтекс може да делува на незината надворешна граница. Република Македонија, иако не е членка на Европска Унија, тоа го побара уште во текот на ноември месец, Фронтекс да биде распореден на гранична линија меѓу Грција и Македонија. И поминаа неколку месеци додека Грција не се убеди дека треба да дозволат Фронтекс да делува на македонско-грчка граница. И покрај тоа што дозволија, бројот во јануари требаше да биде 26 полицајци кои ќе бидат распоредени на македонско-грчка граница и тој број во континуитет понатаму ќе се зголемува, тој е се уште на 6 лица. За жал. Символично. Да. Фронтекс полицајци, 6 лица кои што се на македонско-грчка граница. Да, само за мониторинг и за изнајдување на објекти каде би биле сместени тие останати 26. Тоа е во континуитет неколку месеци. Додека Фронтекс полиција има распоредено во цела територија на Грција и тие имаат своја задача за регистрација, за менеджирање, за чување, делување на островите, од каде што идат мигрантите, но нивниот ангажман на македонско-грчката граница е многу мал. И уште нешто за кое што сметам дека на гледачите и вас како водител треба да му го посочам, кога Република Македонија со цел ограничен влез на лицата на Камен 59 и на легалниот влез на Богородица ја постави жичаната ограда. Ја поставивме за да лицата доаѓаат директно во центарот каде ќе може да се изврши нивна регистрација. Да. Она што ние како Република Македонија постојано го разговараме, но сепак ќе кажам за жал се уште на ниско ниво со грчките полициски се уште на оперативно ниво и околу споделување на информации. Имавме само една средба по барање на нашиот директор на Бирото за јавна безбедност Горан Чесавоски со директорот на грчката полиција, но од тогаш на повисоко ниво соработката не се продолжи. Она што вие го рековте, границата се чува од двете страни. На 10 април, пред некој ден, кога го имавме инцидентот, ние контактиравме со грчките власти и ги прашувавме околу ситуацијата која што ќе следи. Тие ни кажуваа само дека ние се справуваме најдобро што можеме и не можевме да ги забележиме на терен. Но додека за разлика денес, кога имавме посета на двајцата преседатели од Хрватска и Словенија, нивното присуство беше многу поголемо. Господин Ариф, пред да поминам слично прашање на Реджепи. Јас ми рече дека делуваат и таму. Во една од изјавите, јас ми памти го прашањето, говореше дека ги познават тие невладини организации кои што може би провоцираат или помагаат. Но УНХЦР е глобална организација. Значи, не е тоа дали двете полиции соработуваат или двете невладини организации. Дали имате соработка вие, дали сте уште на терен во Идомени и во Грција и како вие оценувате ситуацијата, дали ќе ескалира, ќе се намалува тензијата
И дали соработувате се уште? Не знам дали имате едукација од грчка страна. И некој еднаш кога бев во Идомени, представникот на УНХЦР исто така се посмеваше со улогата на Фронтекс. Беше викенд и рече дека тие за викенд не работат. Okay. Let me, first of all, of course, I mean, UNHCR is present in Greece. And as I said, Greece is under a lot of pressure at the moment, is getting the bulk of the pressure on itself. And it is the responsibility of the EU to come to the help of Greek government and authorities to make sure that the agreed procedures or agreed support is provided and the Greek government is in a position to take care of them in a human and decent way. Секако УНХЦР е присутен во Грција и мораме да бидеме свесни дека најголемиот дел од притисокот и најголемиот товар падна на Грција и навистина одговорноста е на Европската унија да и помогне на Грција со обезбедување поддршка за да може Грција да им излезе во пресрет на барањата и на потребите на бегалците. Why the situation in Greece is not yet working? Is it only the Greeks' responsibility or it is the responsibility of all the other European Union countries, member states, that Greek is not at the moment coping in a good way with the situation. They are trying their best to establish camps and put people back from Endomoni to move them to the camps. They are doing that, and but it needs more support, especially from the European Union, to be able to handle this pressure, which is coming to this country here, is creating more stress on the border, on the southern border here. And if the situation in Greek is handled better, things will be less. But of course, as I said, Greek would need support to do that. И зошто всушност е состојбата во Грција толку лоша? Дали навистина Грција не може да се справи со напливот од бегалци и дали е Грција виновна или пак се виновни европските држави кои што недоволно и помагаат на Грција да се справи со тој товар, бидејќи навистина гледаме дека грчките власти се обидуваат, градат кампови, се обидуваат да ги преместуваат лицата во новоотворените кампови, но навистина е потребна многу голема поддршка за да може Грција да излезе во пресрет на сите тие потреби. And with regards to NGOs, of course, countries are responsible to make sure that there are no elements on their soil, whether it's a Macedonian soil or it's a Greek soil. It's the responsibilities of the government to see which NGOs are provoking people, which NGOs are creating problems, are spreading rumors, and these are all obligatory on the security mechanisms of the countries to see that if there are elements that are creating problems, and they should be for sure controlled or watched and kept under a certain limits or control. Имаме едно прашање до вас. И од претходната изјава само уште дека всушност се додека Грција не може да се справи целосно со состојбата, тоа ќе создава и притисок на нашата јужна граница. А во врска со невладините организации, всушност земјите, државите се одговорни да ги контролираат и невладините организации и сите поединци, односно да откријат дали има елементи на нивната почва, на нивен терен, кои што, да речеме, провоцираат или шират гласини, затоа што тие се одговорни да се справат со такви елементи. И всушност мора да има безбедносни механизми кои што ќе бидат ставени во функција за да се отстранат такви елементи кои што би ширеле провокации. Господин Ариф, едно подпрашање. Идомени. Во планот за дислоцирање на мигрантите назад кон Турција треба да се очисти и зошто вие не правите притисок
ако не побрзо да се дислоцираат, тоаш она за што сте задолжени, условите на живот да им се подобрат. Грција нема пари да направи некои тврди градби, барем додека се таму, нивната живеачка да биде подобра. Исто онака како што ми се чини дека вие сте задолжени да ги процените капацитетите и условите на бегалците во Македонија. А сте имали забелешки за бегалците во Македонија? Yes. Well, Не вие лично бидејќи сте во Македонија, но генерално гледано како УНХР, како First of all, it is the responsibility of the governments on whose soil the refugees are. UNHCR is there to provide support, and when we work with the Macedonian government, it is actually the challenge of the Macedonian government that it has to handle. But we come as an international organization to provide support so that they can handle the same way we work in Greece. And for sure, as I said, we actually the government of Greece is working, what I understand, in establishing camps. But I think it's really an uphill task. It's not an easy job to have 50,000, 60, 55,000 people moved into the camps. They are, what I have heard, that they are building camps there, and they are building locations and trying to manage. But again, as I said, they need, Greek government also need support from the other European member states to come and provide the required and needed support. It's not only the establishment of the camp. What is more important is the project of relocation from Greece and the hotspot project to move people to the other European countries. And why? Because these people, when they came, the refugees and migrants, they did not come to stay in Greece. They came to continue. And now there is the project that is between EU and Turkey, that these refugees have to be moved to other member states. So again, this goes back on the shoulder of the European Union member states to come and help Greece. 7,000 seats. Yes. Okay. Всушност, да се подсетиме дека одговорноста за бегалците е одговорност на владите. И УНХЦР е тука само да им даде поддршка на владите за да ја исполнат својата одговорност што имаат кон бегалците. Како што е предизвикот за македонската влада, а ние сме тука да ја помогнеме на македонската влада да се справи со предизвикот, на ист начин тука и УНХЦР Грција да ја помогне на грчката влада да се справи со предизвикот. Грција работи на воспоставување на кампови, но навистина е тешко бидејќи не се работи за мал број луѓе, се работи за над 50.000 лица, околу 55.000 лица. И затоа е потребна поддршка од европските земји, не само за изградба на кампови, туку за да профункционира системот за релокација. Затоа што овие лица не дошле за да останат во Грција, тие дошле за да одат кон европските земји, така што всушност мора да профункционира што поскоро можно системот за релокација. The figures, just to give some figures that I have, last year the European Union member states committed for 66,000 places for relocation. And up until now, today, as I say, there are around only 3,000 pledges that they committed 66,000. So far, only 3,000 have come from different countries, and only around 650 refugees have been relocated so far. И да илустрирам со бројки, минатата година есеноска европските земји членки понудија дека ќе примат околу 66.000 бегалци од Грција, а досега имаат вистински во пракса понудено само 3.000 места, односно 3.000 лица да земат, а од тие 3.000 лица земени се околу 600 лица во европските земји. Значи, разликата помеѓу 66.000 кои што се понудени првично и тоа што во пракса е понудено 3.000 е многу голема. Добро, ќе направиме стоп тука, само ќе искоментирам. Значи, ако ние критикуваме Грција, бетер од Грција се земјите членки на Европската унија, затоа што ветуваат многу средства и на грците и нам,
И на Турција иде тие многу средства, но се чини дека тоа многу споро иде пред тоа. На дневна основа, ако имаме влез од Турција во Грција на 300 лица, имаме враќање од Грција во Турција на 200 лица. Значи, дневно се уште сме во некоја... Во минус. Да. Идеме со 30 секунди реклами, а потоа се враќаме на Јасмин Реджепи. Скопје танцов театар. 5 години танцуваме со вас. Боми 10 логистик, транспорт, шпедиција, царинско складирање, 24/7 локална царина, царински магазини во Скопје и Куманово, 180 милиони километри искуство, ефикасно, сигурно и навремено. Боми 10 логистик. Одиграјте паметно. Изберете најниска каматна стапка од само 5,5% и уживајте во нештата што ги сакате. Аплицирајте за Супер С ненаменски потрошувачки кредит и добите до 1.200.000 денари, без провизија за одобрување и рок на отплата до 10 години. Шпарка се банка. Банка на вашето семејство. Healthy Food – специјализирани продавници за здрава и органска храна. Голем асортиман на органска храна и широк спектар на додатоци во исхраната, безглутенска и веганска храна, органски витамини, без генетски модифицирани организми, како и комплетна нега со сертифицирана француска органска козметика. Специјализирани продавници на Зегин за органска и здрава храна. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Добро, продолжуваме. Господин Реджепи, ќе ве прашам, а вие одговорите на прашањето и можете тоа што ви е во главата како став околу кризава да го продолжите да одговарате. Не сега да ви ја прекинувам мислата. Ќе се вратам и на состојбата на бегалците, бидејќи се чини дека цело време сте и на Табановци и во Гевгелија, па дури и до мене, така? Каква е вашата соработка со невладините организации во Грција, за кои што знам дека уште на почетокот на кризата имавте некои комуникации, соработки? И што мислите, кои се тие невладени кои што ги подбуцнуваат овие бегалци да доаѓаат наваму? Дали се тоа автохтони, некои грчки невладини организации или се некоја микс структура кои што доаѓаат некои волонтери од странство, па имаат задни намери или мислат дека така ќе им помогнат, тие се наивни некои или се добро смислени луѓе со кои што вие сте имале можност да се запознаете и соработката и со МВР и со УНХЦР ваша, како невладина организација. Три во едно, како кафиња. Да. Во однос на соработката со невладиниот сектор во Грција, значи ние често пати одевме да видиме каква е состојбата во домени. Значи во она време кога немаше линија, кога беше нашата полиција и ретко кога е грчката полиција од другата страна, одевме да се видиме со представници од невладиниот сектор таму, иако прво време немаше представници од невладиниот сектор, имаше ретко и представници од УНХЦР, имаше само активисти кои што не се врзани во организации, во ништо, кои што само сака да им помогнат на бегалците, волонтери кои што само иницијативно од Поликастро, од Килкис, значи Кукуш и слично, доаѓаат да им да покажат солидарност, да им дадат вода и слично.
Понатаму од кога се оформи кампот од МСФ во Идомени, имавме контакти со нив за да знаеме секогаш што се случува, колку автобуси доаѓаат од нивна страна, за да можеме ние да бидеме спремни во Гевгелија колку луѓе треба да пречекаме. А пак тие има информации колку автобусите налеваа од Атина и од кое време ќе стигнат и врз основа на тоа беше нашата соработка. Ќе имате подобра комуникација зашто полициите меѓу Македонија и Грција веројатно. А знаете како често пати кога ќе не праша од каде сте, ја ќе речев од Гевгелија и некои од нив велат, не е проблем, кажи Македонија, немаме таков проблем. Да, имавте информација. Додека често пати знаете како, многу е битно, ако сме таму со една цел, тоа се бегалците, а мораме да бидеме секогаш подготвени да работиме, да ги дочекаме, мораме да имаме добри односи со секој со оние на свој ниво. Во овој случај тоа беше невладиниот сектор од Грција, значи МСФ и Праксис, и уште една организација која што... Има ли сега и други? Сега има многу. Проблемот е што сега го немаме веќе кампот од МСФ во Идомени, кампот А и другиот камп Б. Сега имаме неколку полиња населени со бегалци во импровизирани или мали шатори, во никакви услови, кога врне се во кал, кога не врне се во прашина, опасност од змии и секакви инсекти. И луѓе се собрани од цел свет да им помогнат. Освен големите организации, има индивидуалци. Има обични луѓе што ги дојде со кола, со својата сопруга, отвара гепек, им дава на луѓето, затвара си оди. Има и такви кои што дојдени со своји возила да им готват. Има такви што дојдени со автобуси да им готват. Има трет вид кои што доаѓаат кебења да им даваат, шатори да им даваат. Значи, луѓе од цел свет се собрани. Тоа најверојатно, не знам Грција дали го контролира, не го контролира, тоа е веќе во нив домен. Оно што не можеме да го забележиме е дека често пати бегалци, значи и пред 2 недели кога имавме сличен протест, ама тој не ескалираше, грчката полиција ги спречи да преминат кај нас, до нашата граница, односно се ширија гласини, ќе се отвара, ќе мора да влеземе, ако се помине границата со Македонија, после отворен влезот, слободно може да влезеш во Европа. Тоа се небулози, но тие луѓе живеат најверојатно без интернет, без телевизија, без конкретни информации, немаат сите смартфон. Или не сака да веруваат, и ги гледам дека сите имаат некои информации. И тоа се случува, значи и сами меѓу сите тие луѓе и странци кои што делуваат таму, најверојатно некој има некоја своја намера, значи може секој да се оправда себе си, да каже се кршат нивните права. Овие луѓе не треба да живеат на овој начин овде, дека ги прими Европа. Да, во ред ќе се сложиме. Ама начинот нема да биде овој. Европа се договори, начинот ќе биде нека се вратат во кампови, од камповите ќе се пренесуваат во Европа. Ќе почне малце по малце, сега е почетокот. Но не и ти да ги ризикуваш нивните животи, да ги натераш, ајде ќе поминеме сега, влезете, ако се бере доволно луѓе, ќе го направите тоа. Напротив, никој не сме да се игра со безбедноста на тие луѓе. Посебно кога знаеме дека таму има многу жени и деца, исто како во нашите кампови што има многу жени и деца. Ние треба да бидеме оние кои што ги штитат, а не оние кои што ги подбуснуваат да прават вакви конфликти. А во однос на односите со УНХЦР, значи уште во старт, откако се вклучи негде околу мај месец или така на терен да доаѓаат со нивните луѓе, бевме во добри односи, имавме нивна поддршка до ден денес. Така функционираме, имавме многу добра координација, кога тие имаа координацијата на целиот невладин сектор и сите кои што се грижаа за бегалците. Од друга страна со МВР имавме исто добри односи, бидејќи ние го јавно баравме да се смени законот за азил, тоа се донесе, гледавме да се решат случаевите во Газибаба, во транзицијот центар да нема веќе толку многу луѓе, обвинителството да ги расчисти. Исто така на терен доле кога имавме премногу голем број на бегалци, нашите активисти излегуваа помеѓу полицијата и бегалците да ги наредат бегалците, да ги средат, да преведуваат за нив, се што треба да се направи, само да биде организирано, да не дојде до било какви инциденти, бидејќи кога луѓето се гладни, жедни или кога им е ладно во тоа време, лесно може да се предизвикаат инциденти или да се случат било какви насилства или поради недостиг на преведувач или комуникација да се случи било каков инцидент. Гледавме тоа да го превенираме,
им бевме од помош на МВР, од друга страна МВР беше од помош тоа што коректно се однесуваше кон нив и секогаш ги прифаќаше нашите совети како NGO кој што е на теренот. Говориме за идомени. Уште едно прашање, па сакам нешто и државната секретарка да ја праша. Психологијата на овие луѓе. Тие дошли до идомени. Се ние сите сакаме да ги вратиме чекор назад. Овие што поминале во Македонија. Има 100 и нешто во Гевгелија, 1000 и нешто во Табановци. Колку време ги убедувате да ги вратите во Гевгелија? Тие мислат дека се чекор поблиску до Европа. Тешко е да ги убедите ако да се вратат назад сега во Гевгелија, па не знам назад. Србија им е пред очите. Тоа е голем проблем. Дури во времето кога го сменивме законот, кога да пешки, кој им рековме, луѓе, вратете се малку поназад или отудово ќе одиме за Миравци, во Миравци имате воз, не сакаат да ни веруваат дека може да се качат на воз. И тоа е нормална работа во првиот временски период. Но кога ќе помине време, тие ќе се помират со судбината, ќе видат дека нема мрдање. Да, наше е да лобираме, да ги молиме европејаните да ги земат. Зошто на Балканската рута имаме околу 3000 бегалци, само во земите неевропски члени. Значи, што ги чини нив? Ако поминале 1 милион, да земат 2-3000 бегалци, ништо. Претежно се афганистанци. Колку афганистанци поминале? Сигурно има 200-300 илјади. Да, сигурно. Значи, да не одиме на тоа кои се какви се. Бегалци се, кај нас се, ние немаме капацитет, немаме услови, се тоа нешто импровизирано, а од друга страна тие не сакаат да останат, па ќе бараат азил, па има други процедури, не сакаат. И сега нивниот правен статус е многу проблематичен. Тие живеат со 11 двоеден контингент, што исто така не е хумано, подобро од идомени. Но вака легалистички, два брачни пара, 2 жени и уште 5-6 други мажи и деца во еден камп по 12 квадрати, не е окей. Но и таму седат, не одат во Гевгелија, не се враќаат по секоја цена. Малку е и самите влегуваат во ситуации, за нив сега компаративно е подобро до што беа во малите шаторчија пред српската граница. Сакам да ја прашам, на крајот на криштата, може не се многу, може се малку, може Македонија има капацитет или нема, сепак сме држава која ги примила овие 1100 души. Што ќе им правиме? Ние не сме Европа. Неколку пати имавте договори со Србија, со Хрватска. Ние како да сме Македонија во меѓу чеканот и нековалното. Ние спасуваме Европа, ние го спасуваме земјите од регионот и си примивме 1000 души и ставиме таму на 14-13 бегалци од идомени. Па што сме ние? Да. Па ние колку милиарди треба да бараме? Не само Република Македонија. И Србија е во иста ситуација, и Хрватска е во иста, и Словенија е во иста ситуација. Има и таму по 1000, заради тоа што има и во Србија, има и во Србија лица, како овие 1000 што се во Македонија, и во Хрватска, и во Словенија. И тие лица сега или можат да побараат да се вратат во своите матични земји, тоа е со поддршка на ИОМ, или да побараат азил, или ради подобри услови, ние неколку пати, значи и како Министерство за внатрешни работи, и Министерството за труд и социјала, тука и УНХЦР и невладините организации, сите имаме разговарано со тие лица кои што се во Табановце, да појдат во Гевгелија, поради тоа што условите се подобри, ако ништо друго, барем се поблиску до земја членка на Европска Унија. Обратно. Да, и бројот на лицата кои што сега во Грција поднесува барање за азил е се поголем и поголем. Се со цел да не бидат вратени во Турција. Значи, во Грција во моментов имаме неколку политики. Или барате азил за да не ве вратат во Турција, или одите во тие центри за побрзо да бидете во Турција вратени за да одите побрзо со релокација во земја членка на ЕУ, но во овој вакуум простор кога нештата додека не добро се искристализираат на терен, ќе имаме ситуација како што е ова. Само не смееме да дозволиме вакви настани како овој што беше од 10 април и се надевам дека грчките власти веќе го имаат сватено дека со самото тоа што е загрозена безбедноста на границата меѓу Грција и Македонија и тие самите имаат на долг рок проблем. Може На глупо прашање каков одговор? Па вие бидете попаметни. Ајде. Зошто ние не сме и 3 како грците?
да речеме, пошто тие се Европска Унија и ни ги пикаат нели невладини организации, ќе му се договориме со Јасмин да ги нахушка овие од илјадово Табановце и да ги отвориме вратите на 11.000 бегалци од Идомени и да им ги пуштиме на Србија. Односно на европјаните. Не можеме да ги заштитиме, што да правиме сега, влегува луѓе. Да, имаме често размислувано во колку е тоа добро, а колку е лошо, се покажа дека на краток рок идејата во која што се водеа грците, да, е на краток рок може би добра, но на долг рок во моментов се покажа како недобро решение. Само да примате и на крајот да нема излез. И поради тоа беше и договорот меѓу директорите на земјите по рутата и Австрија. Се со цел да нема заглавени лица на рутата, како што се овие кај нас 1000, во Србија се 2000, во Хрватска и во Словенија, да. Ако не беше тој договор за колку што ќе прими Австрија и Германија, само толку ние да примиме во Македонија, со цел по рутата да се движат само онолку лица колку што можат да излезат, ќе останеа овде исто онолку лица колку што во моментов се во Грција. 50.000 во Грција, 50.000 на западно-балканската рута. Ќе ве потсетам, ако се сеќавате, на договорот што беше ЕУ Западен Балкан на 25 октомври, идејата беше 50.000 лица во Грција и 50.000 лица на Балканот по земјите распоредени долж западно-балканската рута. По земјите долж западно-балканската рута имаме максимум 5.000 лица, а во Грција имаме 50.000 лица. А средствата кои што Грција ги има добиено или Турција ги има добиено не можат да се споредбат со она што како граѓани ја имаме безбедноста и интегритетот на нашиот имот. Секако тие лица претежно во овој период што се движеа по рутата, споредбено со она летото како се движеа. Сега имаме 40% мажи, 40% деца и 20% на жени. Летото имавме 90% мажи. Хуманитарниот аспект не смее да биде изоставен. Имаме огромен број на деца, огромен број на жени кои што се ранлива категорија и мора да бидеме внимателни. Не само од тој аспект, да не смееме да дозволиме да бидат предмет на трговија со луѓе. Така, и тоа се случува. Господин Ариф, се извинам само дека ме спомнавте која прашавте. Многу е битно дека ние бегалците не ги гледаме како бројки. Ти си имаат свои права, ти се човечки суштества исто како нас. И не смееме да си дозволиме да играме во ниедна смисла. Напротив, тоа што можеме само да бараме најдобро решение за нив. Ако може нашата држава да понуди, ако не да им кажеме на европјаните, повелете. Вие тоа го можете, земете ги. При крај сме со емисијата. Господин Ариф, вие генерално сте УНХЦР, би сакал вие да завршите како ја цените ситуацијава, како ќе се заврши генерално кризава? Okay. Let me mention a little bit on EU promises that you mentioned before. I would like to say that UNHCR has been support from ECHO, which is the EU, the humanitarian arm of the EU, and the DFID, the British government agency, and Japanese and the Italians and donors that has been supporting UNHCR and other partners in here to meet the needs of those who came. Првим би сакал да спомнам во врска со ветувањата на ЕУ. Првично тие нивната помош ја имаат канализирано преку нас, преку УНХЦР, со тоа што ЕКО, фондот на Европската комисија, е еден од нашите најголемиот донор, потоа британската влада, јапонската влада, италијанската влада, тие ни помагаат нам. I would like to support what Mr. Yasmin Rajabi said, that these are human beings. We have legal and moral and ethical responsibility to take care of them.
and give them the rights that they are entitled to as human beings, as refugees, or as asylum seekers. This is our obligation, is the obligation of each and every country and every government. Би сакал да го поддржам господинот Јасмир Реджепи во тоа што го кажа дека ние мораме да ги третираме овие лица како луѓе. Првично имаме и правна и морална и етичка одговорност кон овие лица, затоа што тие се луѓе пред се, тие се бегалци и баратели на азил. И ние затоа сите држави имаат обврска кон овие лица. The conditions in Edemoni is appalling. It's a European Union country. Macedonian is the European Union candidate country. And I think it goes back also to the north. If you go, Serbia is also a candidate country. And they have these people on their soil. Now, it is their obligation to make sure that they are treated like human beings, they are given their rights, they are given conditions, as long as they are on the soil of this country. This is the responsibility. So this has to be handled. We as UNHCR are there to provide as much support, and of course there are civil societies, there are other organizations to provide support to the governments to see that these human beings are treated. And as we have been saying, more than 85% are coming from the war-torn countries, refugee-producing countries. Како што споменавме во текот на дебатата, навистина условите во Идомени се ужасни. Тоа е земја членка на Европската Унија, но не треба да заборавиме дека и Македонија е кандидат за земја членка, како што исто така и Србија. И обврска на овие држави е се додека имаат лица на нивната територија, тие да им ги обезбедуваат основните услови и права, човекови права кои што треба да ги уживаат на нивна територија. Наша обврска е да дадеме поддршка на властите за да можат да им излезат во пресет на обезбедување на правата. И треба да се потсетиме дека повеќе од 85% од овие лица се всушност бегалци, доаѓаат од земји каде што има војна. UNHCR has always been advocating for a comprehensive European solution to the problem. If countries are finding solutions in groups or individual countries finding solutions to the problem is not going to be resolved. The flow of refugee will continue. You may block it here. It may go somewhere else. It may go into the hands of the smugglers and mafia and all that. So what it means is your solution is caused more human suffering. This is what, if a country decide by itself to block itself, it will create more human suffering. Okay. This is why we always advocate for a comprehensive solution. Without a comprehensive solution, it is difficult to solve the problem. И ние од секогаш лобираме, УНХЦР постојано лобира за сеопфатно и заедничко европско решение на проблемот, бидејќи се додека поединечни земји или земји во групи одлучуваат и носат сами решенија, всушност нема да има решение за проблемот. И кога една земја, да речеме, ќе ја блокира својата граница за да се заштити себе си, на тој начин ќе направи само страдање кај овие лица, а реално не е тоа решение, бидејќи бегалскиот тек ќе продолжи по друга некоја рута. Така што мора да се најде сеопфатно решение. Одиме со уште еден блок реклами и да завршуваме емисијата со по една минута како вие мислите дека ќе се реши прашањето со бегалците. Одиме со реклами. Само за проектот Купи куќа за млади, Ход и Ход ги намали цените на неверојатни 280 евра за метар квадратен, на принципот клуч на рака. Дојдете во Ход и Ход за заеднички да го проектираме вашиот дом. Помагаме при аплицирањето во банка. Ход и Ход за проектот Купи куќа за млади нуди градежни парцели за изградба на куќи. Млади, купете куќа. Купете во Ход и Ход. Сите се сеќаваме на својот прв дом. На моментите поминати со мама во кујната. И како да беше вчера кога правевме детски лудории. Се сеќаваме на својот 6-ти роден ден. На нештата кои не сакавме да ги делиме со никого.
и на моментите поминати со оние што ги сакаме. 60 години го споделуваме светот на вкусовите. Витаминка. При крај сме со емисијата, одговоривме на голем број прашања, има уште голем број. Како што рече, во подготовките брашнарска ситуацијата може би нема толку бегалци, ама се менува различен е приодот и различни проблеми сега има. Јасмин, навистина има помалку бегалци сега. Значи би требало да е вашата работа полесна. Меѓутоа таа се трансформира, се имаат подолго време остануваат тука. Каков е вашиот став? Има ли шанси ова цела идеја на некој начин да се разреши, бидејќи има најави дека напротив, не само што не сака да се вратат, дека оди, како што вели државната секретарка, во минус враќањето и доаѓањето, дека нов бран на бегалци се подготвува од Африка, повторно идат можеби не низ балканската рута, ја фаќаат Италија, Лампедуза, повторно тонат чамци. Се чини како да нема крај ова воени действија и бегалската криза. Низината разрешница. Бегалската криза е последица на одредена геополитичка неправда. Значи имаме еден свет кој што живее во луксус, еден свет кој што живее во мир и другиот свет кој што живее во војна и во беда. И сега кога имаме технолошки развој, да овие луѓе може да се движат многу полесно колку претходно, треба да знаеме дека секогаш ќе ни чукаат на врата, односно на тие земји ќе им чукаат на врата и ќе сакаат да бидат таму. Што не се од кај нас. Значи се зависи од тоа дали Европа и на кој начин ќе го исполни тоа што го има кон Турција, а и Турција ќе се држи до договореното или нема се држи до договореното. Доколку не го направи тоа, ќе ги пушта чамците повторно, Грција ќе се преплави, а и ние сите. Значи, вклучувајќи Македонија, можеби Албанија и Бугарија. Од друга страна, оно што ние го работиме на терен е, значи, имаме поинаков вид, транзитните центри сега, иако се уште се транзитни, најверојатно ќе мора да владата да смени одлуката и да ги направи како центри каде што за бегалци кои што ќе бидат подолг временски период и тука ќе треба да почнеме да работиме на некој вид на подготовка за нивна интеграција, доколку посакаат тие да бидат интегрирани, односно да побарат азил, да бидат дел од нашето општество. Затоа за нас ние не гледаме на начин дека брзо ќе заврши кризата, туку се уште имаме работа се додека го има и последниот бегалец на наша територија и додека се уште има илјадници бегалци од страна на Грција, значи во и до мене. Господин Илиевска, очигледно со вас треба на два начина да разговараме, и безбедносно и хуманитарно за оне што сме ги примили што доаѓаат. Но ќе редуцираме, бидејќи немаме веќе многу време. Може би во некоја народна прилика ќе направиме простор за повеќе да разговараме овие безбедностни прашања. За кратко, рековте дека ако го решиме и домени, или ако Грција или Европа го реши и домени, сме го решили ние нашиот проблем, освен овие што останале тука, овие 1000. Но рековте дека бараат нови влезови, овие што доаѓаат бегалци, бидејќи колку и да прогласите официјално западно-балканската рута затворена, бегалците доаѓаат. Некои знаат, некои не знаат. Дали има обиди за влез во Битола, во други предели од границата? Не само бегалците. Ако ја открија дека е таа нова тура, ќе треба и таму. Не само бегалците и имигрантите кои што се обидуваат да најдат друг пат за да стигнат конечно до нивната земја која што е крајна сакана дестинација земја, туку и криумчарите. Криумчарите се тие кои што ги формираат тие нови рути, бараат нови патишта, Бугарија, Албанија. Тука се исто потенцијалните точки. Сега од Грција преку Италија по воден пат, но уште еднаш ќе повторам, сите тие рути се потешки за движење, поопасни и повеќе чинат кога одат со криумчари, овие мигранти и и бегалци, додека рутата, западно-балканската рута беше наједноставна, најбрза и најевтина. Но се додека Европската Унија не одлучи поинаку, ние како Република Македонија ќе ја почитуваме одлуката на Европската Унија и на земјите кои што се членки на Европска Унија, кои што децидно кажа кои се начините за влез во
нивна територија. Исто така ќе потенцирам дека во повеќе земји членки законот за азил веќе го менуваат, а со тоа и во Република Македонија во последниот период се донесоа измени во законот за азил и единствено само лица кои што доаѓаат од територија на земја членка која што е на Европска унија и на НАТО, нивните барања ќе бидат одбиени поради тоа што тие доаѓаат од земја каде што нивните права е први небезбедна и нивните права можеле да бидат задоволени на таа територија. Ви благодарам вам. Практично. Благодарам на сите што бевте гости во ТВ Нова. Јас се надевам во интерес на сите дека бегалската криза брзо ќе заврши, но до тогаш ние ќе организираме дебати, ќе разговараме на овие теми и безбедносни и хуманитарни. Ви благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, благодарам за вниманието. Thank you.